споменав, темата ни е актуелна, тесно поврзана со денешниот ден. Ја најавуваме вака. Според статистиката на УНХЦР до крајот на мај годинава, присилното раселување се искачи на највисоко ниво или во бројки над 120 милиони принудно раселени лица. Ова е неприфатлива бројка која што сведочи за потребата од се погласно говорење на оваа тема и во насока на поголема солидарност и поддршка на бегалците, но и на заедниците кои се нивни домакини. Токму на оваа тема ова утро разговараме со Габриел Гоалано Дегодоу, представник на УНХЦР во Македонија. Добро утро. И добре ни дојдовте. И Љубинка Брашнавска, која што е одговорна за комуникација и секако ќе ни помогне во преводот, што е наша законска обврска. Добро утро. We mentioned just to last year we finished with 120 million forcibly displaced persons, which is a motivation to meet today and to discuss, and also a motivation for communities to start speaking up more for rights of refugees. Ајде да го правиме тоа, да говориме. So let's do that. Let's talk about. Ќе започнеме со она што мене ми е особено важно на самиот почеток, некако да разграничиме која е разликата помеѓу мигранти и бегалци, бидејќи веројатно многу мал дел од граѓаните прават разлика, а разликата е голема и колку непрепознавањето на разликата помеѓу мигранти и бегалци ја става во сенка потребата од легална заштита на бегалците како категорија. Let's start first by comparing and contrasting what it means to be a migrant or a refugee, because a lot of the population doesn't make this difference between these two terms, which may put in the shadow the need for legal protection of refugees. Thank you for the question. It's a very important opportunity because today we're marking the World Refugee Day, and we are honoring the courage of the more than 120 million persons forced to flee. And as you have rightly pointed out, there is a difference if you are fleeing war, conflict, gross violations of human rights, if you are persecuted because of who you are or what you believe in, then you are a refugee. This means that you have fled your home country, you have crossed an international border, and you're fleeing due to a well-founded fear of persecution because of your race, your religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion. Those are the grounds of Article 1A of the 1951 Convention. So this is an answer that it's 73 years old already. But it's very important to recall that states that are party to the convention, like this one, are obliged to follow and respect that definition. It's different because migrants may be sent back home without this representing a risk to their lives. With a refugee, countries cannot send them back home because this would be exposing them to a risk and insecurity. It's basically sending people back to a war zone. So if we think about conflicts like Sudan or Myanmar, that's a very important definition, and it means that choices of word really matter. Голема е разликата, Љубинка, дистинкција мора да се направи, нели? Да. И денеска на денот на светскиот ден на бегалците, денеска го одбележуваме светскиот ден на бегалците токму за да дадеме почит на храброста и издржливоста на тие 120 милиони луѓе кои што се присилно раселени не по своја волја од својот дом заради како резултат на војна, конфликт или прогон. Бегалец е човек кој што избегал од својот дом и ја преминал државната граница заради добро основан страв од прогон во својата држава, врз основа на една од категориите кои што се заштитени во Конвенцијата од 1951 година за статусот на бегалците. Тоа е документ кој што е стар веќе 73 години, кој што се уште живее. За разлика од бегалците, мигрантите може да бидат вратени дома без ризик од по нивниот живот, додека бегалците не можат да бидат вратени дома без да се ризикува нивниот живот.
Примери за ова се бегалци од Судан, од Мијанмар, чисто како примери на држави каде што има конфликти, каде што има насилства и каде што луѓето не се чувствуваат безбедни да живеат. Споминавме фрапантна статистика во најавата, над 120 милиони принудно раселени лица, тоа е сериозно голема бројка. Од каде ги има најмногу и каде најмногу тие се раселуваат? И од друга страна, колку последниот конфликт на релација Украина, Русија, Израел, Газа придонесе за зголемување на бројките на бегалци? We mentioned a skyrocketing number of 120 forcibly displaced persons. Where do they flee from? Where do they flee to? And have the conflicts Ukraine, Russia, and Israel, Gaza contributed to the rise in the numbers? A very large portion of persons forced to fleeing war, are coming from maybe 5 or 6 countries of origin. You have pointed out to very important conflicts that are part of the public debate nowadays. Let me highlight a few details to answer your question very precisely in accordance with the last report that we are issuing today, the Global Trends on Forcibly Displacement. This is compiling statistics shared by member states with data until the end of last year. So we're, first of all, seeing the rise of the figures of persons forcibly displaced for the 12th consecutive year. 120 million persons means that every year in the last 12 years we see an increase in the number of persons being affected by conflict and war. Another point is that 40% of those refugees or internally displaced people, they are children. They are minors. Last year, 2 million kids were born in exile as refugees. And if we think about the war in Ukraine, we had more than 9.7 million persons displaced as a result of this conflict, creating a huge impact in the continent, neighboring countries. But we also feel it here. There were already many Ukrainian refugees being granted temporary protection by the government. And this is a very important measure. And when we think about what's happening in Gaza and the conflict there, 1.9 million Palestinian refugees were internally displaced. This means that 85% of the population living in Gaza Strip were affected by the conflict. But I could also mention other conflicts. We are now very worried about the situation in Sudan, Myanmar, Democratic Republic of Congo, Somalia, Venezuela, some conflicts that are not that much discussed, but they need support. They need extra hands from the international community, and that's why I would like to call attention and also offer a message of the need for a strengthened solidarity with refugees. They need a stronger commitment with protection, solidarity, and open doors from host countries. Како што, за да ви одговорам на прашањето, врз основа на резултатите што ги имаме, односно статистиките што ги имаме во нашиот годишен извештај глобални трендови во присилното раселување во светот, кои што го сработуваме со статистики од целата мината година и сега го издадовме пред една недела, всушност најголемиот дел од сите бегалци во светот доаѓаат од само 5 до 6 држави на потекло. Загрижувачки е тоа што бројот на присилно раселени лица веќе 12 години поред секоја година е се повисок. Секоја година имаме зголемување веќе 12 години поред и сега сме на историски највисокото ниво на присилно раселување во забележаната историја. Од сите тие 120 милиони присилно раселени лица, 40% се деца и малолетници. Ги споменавте Украина и Газа како локации од каде што имаме ново раселување минатата година. И да, од Газа 1,9 милиони бегалци имаат излезено, додека
додека во Украина бројката е уште повисока, околу 9,7 милиони се раселени. Но не смееме да ги заборавиме ни другите конфликти во светот кои што бркаат многу бегалци, кои што ги бркаат луѓето надвор од своите граници: Судан, Мијанмар, Демократската република Конго, Сомалија, Венецуела. И денеска на Светскиот ден на бегалците, тоа што мораме да го направиме, да повикаме одново на солидарност со бегалците и на споделување на одговорноста помеѓу државите со цел да не падне одговорноста само на тие кои што ги прифаќаат. Имам уште многу прашања, но многу малку време, па ќе се обидам да ги формулирам во две. Кога станува збор за Македонија, колку бегалци побарале заштита овде или минале низ територијата на Македонија според статистиките? Какви податоци имате? Talking about the country here, how many refugees are here and how many people have crossed the territory? It's important to recall the history of the country that saw many conflicts affecting the region, and it had always an experience of being open to host refugee population. In the early 90s, we've seen crisis in Bosnia and how the country welcomed them. Late 90s, Kosovo conflict, and we still have some cases until nowadays that we're working to support. Not that far long ago, 2015 and 16, almost 1 million people come into the country. So we've seen in the past the importance of a commitment with the 1951 Convention and the example of hospitality, how that can transform people's lives. And many ancestors of Macedonians were refugees themselves. So I think this is a very important lesson learned for the country, and there is a know-how here. The country has seen last year 602 asylum applications being submitted. This year we have around 106. There are persons with different legal status, 9 with subsidiary protection, 42 Ukrainian refugees with temporary protection. So there are different ways under the convention to ensure the right to asylum, but also the rights in asylum. It's very important to make sure that refugees have access to education, health care, that they can have the right to work and be able to participate of the country's economy. Историјата на државата покажува дека во скорешното минато државата има менаџирано повеќе бегалски состојби со отворени врати и со отворено срце. Во раните 90-ти години тоа беа бегалците од Босна и Херцеговина, во доцните 90-ти тоа беа бегалците од Косово, додека во 2015 и 2016 државата виде речиси милион луѓе кои што помина низ неа, кои што беа бегалци пред се. Минатата година имаше 602 барања за азил, додека оваа година сме до крајот на април на 106 барања за азил. Во моментот во државата заштитени се 9 лица под субсидијарна заштита и 43 украински државјани имаат привремена заштита. Овде е важно да се каже дека не е важно само да се добие право на азил, туку е важно да се зборува и за правата во азилот, што откако ќе се добие азил и кои права им следуваат на луѓето во азилот, затоа што во азилот јасно е дека клучно е да се има пристап до образование, до здравствена заштита, до работа, до можност да придонесуваат и да работат бегалците. Суштината на денешниот ден всушност беше уште еднаш да потсетиме дека ни е неопходна емпатија, дека е неопходно да го поменуваме наративот во однос на бегалците и што е најважно да го овозможиме она што им следува со меѓународните закони. Тоа е заштита. The essence of today's discussion is how to spark empathy, solidarity, and how to change the narrative about refugees and how to make sure that refugees' rights are respected in line with international standards. True. And our message is we stand with refugees. We would like to make sure that we can tell the stories behind the numbers. Because every person that we're talking about here today is a human being, has a family. Those are persons that are different from us, will not be able to come back home in the end of the day. So we would like to honor their courage, their resilience, and we'd like to recall our shared humanity, our compassion, the lessons that we have seen
benefiting our family members, our ancestors. I have learned as a humanitarian worker a proverb that I really admire. I learned how to say with my Macedonian friends, Rakata što dava, ne se suši. I think this is a proper message that recalls that those that are fearing persecution, they need our hands, and they have certainly find that here. Да сумираме во две реченици. Во две реченици, нашата порака на Светскиот ден на бегалците е дека ги поддржуваме бегалците. Многу е важно да ги кажуваме приказните зад бројките, да ги кажеме човечките приказни, затоа што тоа се луѓе како вас, како мене. Тука како хуманитарен работник, откако дојдов и откако почнав да се дружам со македонци, една македонска поговорка која што мене ми е драга до срце е раката што дава не се суши, така што да продолжиме на тој начин со солидарност кон бегалците. На оваа тема ќе зборуваме секако многу. Благодарам за гостувањето. Благодарам. Одиме со првиот информативен блок, колешката Наташа Грекова-Петрушевска е веќе подготвена.